Беше тоа на 17 април 1898 година кога починал дедо Илјо Малешевски, македонски ајдуцки и востанички војвода. Кон средината на 19 век создал ајдуцка дружина и действувал во областа на Источна Македонија, главно во Малешевијата. Во летото 1859 година преминал во Србија. Учествувал со македонски доброволци во Српско-турската војна во составот на Руско-македонскиот батальон. Бил тешко ранет и се лекувал во Србија, а потоа заминал во Романија. По ослободувањето на Кјустендил со 150 македонски доброволци се одвоил од руската армија и учествувал во востаничкиот продор во Пијанец. Со својата чета од 200 до 300 востаници учествувал во македонското востание. Во 90-тите години, кога почнува активно действување на македонската револуционерна организација во Македонија и Одринско, Илјо војвода со интерес ги следел настаните и ги помагал револуционерите кои поминувале низ Кјустендил. Дедо Илјо војвода давал вредни совети за изградба на македонската револуционерна организација. Опеан е во народните песни. На 17 април 1911 година во Кавадарци несрекно е убиен народниот јунак и револуционер од времето на Илинденското востание Ласо Ридов Асијата. На 17 годишна возраст се обидел да стане борец во четата на војводата Петар Јуруков, но бил одбиен поради неговата младост. Во 1902 година, заедно со двајца другари извршуваат убиство врз еден катил турчин, поради што се и легализираат и вклучуваат во четата на Јуруков. Во 1904 година Лазо е член на четата на војводата Добри Даскалов и учествува во многу борби, а во борбата во село Ресава во јули 1905 година бил тешко ранет, пошто бил приморан да се лекува извесно време. Лазо Асијата важи за голем заштитник на незаштитеното население од турските зулумќари и насилници. Лазо Ридов Асијата несрекно загина од раката на својот најдобар другар на веридбата на нивниот другар Мишо Шкартов. Беше тоа на 17 април 1912 година, кога е роден архиепископ Охридски македонски господин Гаврил, поглавар на Македонската православна црква. Гаврил бил првиот председател на Друштвото на преведувачите на Македонија. Во 1977 година отец Ѓорги Милошев се замонашил и по хиротонисувањето за архиереј бил прв декан на Богословскиот факултет во Скопје. Во 1986 година бил избран за архиепископ на Македонската православна црква. Веднаш по застанувањето на престолот, тој ги продолжил веќе започнатите проекти на неговиот претходник Доситеј. Ова пред се однесувало на изградбата на црквата Свети Климент Охридски во Скопје, формирањето на Богословскиот факултет и издавањето на Библијата на македонски и литературен јазик. Гаврил бил првиот македонски архиереј кој ја обновил древната традиција фрлање крст во реката Вардар. Архиепископот Гаврил се повлекол од престолот во 1993 година поради старост. Починал во 1996 година и е погребан во манастирот Свети Наум во Радишани крај Скопје. На 17 април 1955 година во Струмица е роден Васил Рингов, еден од најдобрите македонски фудбалери. Својата професионална сениорска кариера ја започна во 1973 година, бранејќи ги боите на фудбалскиот клуб Партизан. По 2 сезони во Белград преминува во фудбалскиот клуб Тетекс, каде исто така игра 2 сезони. Најголем дел од својата кариера ја поминува во фудбалскиот клуб Вардар, каде одигрува повеќе од 200 надпревари и постигнува речиси 100 голови. Настапувал за Загребски Динамо и Ајнтрахт од Брауншвајг. На 17 април 2004 година во Скопје почина најмладиот народен херој во некогашна Социјалистичка федеративна република Југославија, Фана Кочовска Цветковиќ. Со неполни 15 години во 1941 година била активен припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење, односно била младинска активистка и член на Југословенската комунистичка младинска организација СКОј. Од крајот на 1941 година преминала во илегалство. Била борец во партизанскиот одред Гоце Делчев. Учествувала во славниот февруарски поход. По ослободувањето на земјата од фашистичките окупатори вршела високи општествени и државни функции.
Била носител на партизанска споменица 1941, а прогласена за народен херој на Југославија на 11. октомври 1953 година. Седумнаесети април е Светски ден на хемофилија